Во една прекрасна атмосфера и со уште една прекрасна моја денешна соговорничка од Скопското студио станува збор за Александра Илиева. Александра, јас ти благодарам за одведеното време и навистина ми е многу драго што си дел од мојата емисија и се надам дека овие неколку минути ќе поминеме одлично. Сега, не си со твој саксофон, но се надевам на уште една заедничка наша соработка која што заедно ќе уживаме со нашиве гледачи од твојата прекрасна музичка изведба. Здраво и добре дојде. Здраво, добре ве најдов. Баш ми е драго и ви благодарам за поканата. Големо задоволство е да бидам дел од вашата емисија. Александра, зошто баш се одлучи за музиката и зошто баш како музички инструмент го одбра саксофонот? Колку е напорно да се свири тој музички инструмент? Па вака, јас потекнувам од музичка фамилија и тоа го сметам како голем бенефит за мене и правец во кој што го следам уште од многу мален нозе. Така. Кај мене татко ми е музичар, исто како и двете поголеми сестри. Единствено мајка ми е само медицинско лице, така да сепак се сметам од музичко семејство и не беше тешко да изберам музиката како правец. Кои емоции овде се појавуваат, нели, како што спомена и самата, дека многу често нели настапуваш нели со твоите сестри, со твојот татко. Така. Кои се тие емоции, како ги прифаќаш на пример некои мали критики, совети, се надевам и препоставувам дека сепак многу ти годат? Апсолутно, како најмлад член од фамилијата, секој пат сум благодарна да ми укажат на некои грешки ако ги правам или замерки или нешто слично. Нормално сите учиме, тоа е процес и со секој настап стекнуваме се поголемо искуство и знаење и пак ќе спомнам дека е голем бенефит плюс што функционираме како семејство. Таа е некоја посебна врска. Е посебна. Апсолутно да и тоа. Добро, на секако тебе ти те најмногу слушаат, како најмлад член. Изгледи немат избор. Ти имаш поголеми протекции. Да. Александра, кажи ми, каде ги продолжи часовите по саксофон? Каде се одржуваат тие часови, колку беа напорни? Така, јас започнав со музичко образование во нижото во Струмица, од каде што и сум родена. Првиот музички инструмент на мене ми беше блокфлейтата, потоа продолжив на пијано, но бев премногу љубопитна за да останам само на еден инструмент, така да татко ми помогна околу тоа да пробам повеќе инструменти, меѓу кои беа флейта, обоа и на крајот бидна и саксофонот и така се одлучив. И не погреши. Апсолутно, да. Се одлучив дека сакам да продолжам да го изучувам и да градам кариера со него. Така, каква музика најмногу сакаш да свириш? Јас сум дипломиран класичен музичар, инструменталец, но обожавам да свирам и многу други жанрови и така да имам основано бенд, со тој бенд ги свираме најмногу жанровите како поп, рок и така натаму. Јас ја обожавам класичната музика и затоа уживам во секој твој настап. Така да не е битно. Баш ми е драго. Кажи ми, дали се сеќаваш на твојот прв настап? Какво беше тогаш чувството? Мојот прв настап, па можда и нема да се сетам, пошто беше базирано на класична музика, така? Класичен инструмент. Како што спомнав уште од нижо, ние секоја полугодие имавме како јавни настапи пред публика или така наречена родителска, така да можам да кажам дека уште од многу млада возраст сум почнала да излегувам пред публика. Така и веќе нема ни трема, ни страх, не постои. Секој настап си носи позитивна трема. Да, позитивна трема, одговорност, така да битно е да се ужива на сцена. Да, тоа е најважно и да те прифати нели публиката, да Апсолутно. ужива таа. Апсолутно. Дали ти недостигаат тие настапи? Дефинитивно. С оглед на ситуација. Дефинитивно, бидејќи како што спомнав и лично јас уживам на сцена, сакам да сум на сцена, сакам да настапувам, но ете, за жал се случи тој интервал од време каде што веќе сме
во некоја си пауза, но тоа е. Не е ништо индивидуално, тоа важи за сите и се надам дека само ќе замине што побрзо. Така, додека сме на таа тема, нели, за COVID-19, за жал, што секојдневно ги слушаме, нели, многу заболени лица и за жал починати. Да. Како се одрази на тебе и кои планови, нели, еве сега се на пауза, да речеме дека не можат да се реализираат? Така, жална е ситуацијата. Сметам дека имаше голем ефект на сите професии, не само на музичката професија. Нормално, планови секогаш има, секогаш се прават, но за среќа е тоа што можат секогаш да се одложат за понатаму. Така да сите настапи кои што се биле регуларни преку викенди или турнеи, преку лето или нешто слично, сите се одложени за следната година. Да се надеваме, нели, за Да се надеваме дека подобра година. Апсолутно, да. Еве сега е при крај, па се надеваме дека ќе начекаат некои поубави денови. Александра, ти си патувала низ многу држави. Кажи ми, дали постојат разлики, нели, таму и овде кај нас? Како е прифатен таму саксофонот? Саксофонот е прифатен добро. Да речеме дека веќе не е стереотип и кај нас, и тоа ме радува. Всушност, јас и кога почнав да го свирам тој инструмент, не го почнав со помисла на тие предрасуди или нешто слично. За моја среќа не сум наидела на некои На такви поголеми коментари. Да, на такви коментари, на такви некои предрасуди. Иако сепак постои тој процент на луѓе кои Кои што имаат, нели, посебно да, кои имаат посебно мислење, но тоа е сосема окей. Според мене, така да културата е различна во други земји, сме имале прилика да посетиме и различни, дури различен континент, така да тоа е се добро. И само преубави спомени кои што секојаш ќе ти се врежени во срце. Така е. Што најмногу ти исполнува во оваа професија? Ме исполнува тоа Какви што... емоции буди во тебе? Не го гледам само како професија, туку го гледам како начин на изразување на самата себе. Можда некојаш не тоа што не можем да се изразам преку зборови, го изразувам преку музика. Тоа ми е секојдневие. Тоа е дел од мене. И дали музиката ја лечи душата? Апсолутно. Ние секојаш можеме да веруваме во музиката. Апсолутно. И да се расположиме. Така е, не мора да си музичар за музиката да ја лечи душата. Сега, Александра, знам дека, нели, со оглед на ситуацијата, сите ние, нели, имаме повеќе време за себе, Така. да посветиме, нели, време на себе. Кажи ми, каква Александра во приватниот живот? Знам дека сакаш, нели, да спортуваш, внимаваш, нели, на твојот изглед, исхрана. Така, добро, немам некој посебен режим. Реално имав прилично напорен распоред на секојдневието, па и животот до пред пандемијата. Можам да кажем дека првиот месец, не сакам да звучам грубо, но првиот месец така беше како добредојден за одмор. Но сепак тој слободен простор го искористив за малце да обрнам повеќе внимание на самата себе, на приватниот живот, па дури започнав и со повеќе спортски активности што ми го исполнува секојдневието. И ми го исполнува целите секојдневието. Некако имаме таа позитивна енергија во себе. Па да, се трудиме колку што можеме. Да си го задржиме позитивното расположение, се разбира. Така. Дали некојаш ти се разочарала во животот и како ги прифаќаш сите оние предизвици кои што самиот живот, нели, знае да ни ги нанесе? Вака, нормално е да има предизвици во животот, да се соочуваме со секакви работи, но гледам што е можно максимално да го извадам тоа поучното, така, или позитивното од тоа што, пример, не ми се остварило или ме разочарало или нешто слично. Дали имаш некој моток по кој што се водиш себе во некои такви ситуации, за да може да се продолжи сепак напред? Трпение, апсолутно. Да. Иако не бива од прва, ќе биде од втора, од трета и така. Битно е да не се откажуваме. Мислам, немам некој специфично мото, едноставно се водам според секојдневните искуства што не ги налага животот.
Така, сега знаеме дека нели некои твои планови се ставени на пауза како што пред малку рековме. Дали да очекуваме нешто ново од тебе? Дали имаш некои твои идни замисли, планови кои што сакаш да ги реализираш? Апсолутно. Моментално соработувам со многу музичари околу светот. Работам на моите социјални мрежи. Се трудам секогаш да вадам нешто ново, да правам публиката среќна и така. За сега немам некои посебни планови. Но еве и можеме како што сега што и самата кажа дека можеме да уживаме во она кој што го ставаш на социјалните, го споделуваш на социјалните мрежи. Има премногу убави изведби кои што можеме да уживаме. Додека се нели стабилизира ситуацијата и додека да очекуваме со нетрпение нешто ново од тебе. Така. Ново ќе има, мислам, веќе има скоро секој месец по нешто ново и така да може да пратите. Еве, нели за повторно вака убаво да си помоабетиме. За некои убави и нови работи среќа. Апсолутно, ќе ми биде голема чест. Александра, јас сакам ти се заблагодарам за одвоеното време. Навистина ми беше убаво овие неколку минути поминати со тебе, а за нареден пат секако повторно ќе се договориме во исти стајлинг. Да, може. Ете така. Може. И ти посакувам се најдобро и реализирање на сите твои замисли и желби, бидејќи навистина го тоа заслужуваш и знаеш дека ти си нашата гордост. Фала ви многу, го ценам тоа и ќе ми биде задоволство да се видиме на повторна среда. Така. Фала ви.